Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание, второ за ова нова сезона на 24 за животот, четврта сезона. Во вчерашниот ден разговаравме за емисија која што и тема која што е врзана се разбира со образованието. Ви кажав дека во текот на септември, со оглед на тоа дека секогаш е поврзан со образование, ќе направиме неколку теми поврзани со таа тема. Но денеска одиме со културата. Омилените теми ми се дефинитивно тоа образование, култура, уметност, кои што ем ме опуштаат, ем знам дека на почеток не се теми кои се врзани со политика, може уште малку да се одмориме од таа сфера. Ви ги представувам моите денешни гости, од кои што едната гостинката ја знаете, бидејќи била дел од оваа емисија неколку пати, како представничка на групата Театра, и група која што сериозно ги постави своите темели во културниот живот кај нас, со правењето, ке речат некој алтернативен театар, јас би рекол еден убав вистински театар, иако можеби немаат свое место, сепак се луѓе кои што сериозно се занимаваат со оваа професија. А другиот гостин пак, Филип Петковски, е личност која што ја знам одамна и сум многу среќен дека има многу успеано во животот и што е дел од ова студио за прв пат и во оваа емисија. Но разбрав дека не ви е прв пат во телевизијата, сте биле ке колешката Елена Джугуманова во Културна матрица. Ви посакувам добре дојде, Марија Зафирова, Филип Петковски. Добре, те најдовме. Како сте? Супер. Одлично. Марија, поспана да не си уште? Не сум се. Со Марија никако не Овој можеме пат да не. се погодиме за термините. Минатиот пат кога беше утрински термин и ми се жалеше дека е рано, а јас верувајте секој ден се жалев подносно тоа, бидејќи вистина утрински термини тоа е нешто што ајде нема да се изразам, нема врска. Хвала. Марија, пред да преминеме на она што ни е баш денешна тема, новата премиера на театрот Трамвајот наречен Копнеш, ме интересира дали се согласуваш со она што го кажав, дека театра сериозно постави своји темели во македонскиот театар? Огнен, најискрено мене ми е исклучително драго кога ќе слушнам дека други луѓе го кажуваат тоа, наместо ние самите да мислиме нешто околу нашата работа. Тоа е реалноста, сериозно, со 3 проекти предходно, овој ви е четврт, ми се Ова чини? е петти, Петти проект, како представа, а од проекти е веќе седми. За театарска представа ова е пета постановка. Во однос на поставување известни стандарди и темели во независна сцена во Македонија, стварно ми е особено драго кога ќе слушнам дека на другите им се допаѓа тоа што го работиме ние. Ми се допаѓа изразот независна сцена, затоа реков ке речат некој алтернативен театар, но во суштина кај нас, не во светот. Кај нас алтернативниот театар се смета за нешто што не е андерграунд, туку нешто што не би се почитувало веројатно. Иако не е така, алтернативната уметност е нешто што дава нови погледи на уметноста и на културата, затоа ми се допаѓа независна сцена. Предходните проекти ги донесоа ли успесите онака како што ги имавте предвидено? Да, можам комотно да потврдам дека уште од првата представа Мизантроп со која што го отворивме театарот, до ден денешен некако знам дека публиката сама од себе знае дека, тоест и очекува дека со доаѓањето да гледа представа во театра ќе погледне нешто ново, свежо, да се изразам така, да нема да изгледа театар кутија, него ќе изгледа една представа што е несвојствена на локацијата, еве конкретно ако зборуваме за локацијата во која што се игра. Да, имавте доста интересни локации во изминатиот период. Станица 26, вие последната сега што ќе ја користите за трамвајот наречен Копнеш. Кога веќе преминуваме на тој дел, тука се вклучува Филип Петковски. Марија во случајот се најдуваш како продуцентка, а Филип како режисер. Филип, македонската јавност не знам сериозно колку те познава, но затоа пак американската јавност и норвешката те знаат добро. Својата кариера си ја имаш градено таму, иако си доста млад, можам да кажам, вака да не звучам како дедо во приказнава, ама така е. Кажи ми, како влета во целата приказна на театра? Морам да кажам спонтано, затоа што мислам овој проект ми е замислен одамна и летово, еве 3 месеци сум во Македонија, сакав максимално да го искористам времето, се одлучив да направам проект и по препорака на многу актери, бидејќи не ги познавам луѓето кои работат во Македонија, ми ја предложија Марија и театра
како една од подобрите продуценти во Македонија, така да се нафатив и буквално беше договор преку едно кафе, каде што уште од првиот беше буквално љубов на прв поглед, каде што се разбравме уште од првиот состанок и направивме планови, и еве ги денес тие планови, тој проект се случува и сум премногу задоволен од тоа. Зошто трамвајот наречен Копнеш? Сакавме да афирмираме американска драма. Мислам дека, бидејќи имам завршено Американски универзитет, мене ми е американскиот реализам една од појаките страни. Така да не знам колку е застапен во Македонија, но мислам дека не е доволно. Мислам дека се форсираат повеќе, се форсира источната школа, руски автори, пако не и руски домашни автори, меѓутоа не толку американските автори. Така да оваа представа мислам дека е последен пат, прв и последен, не знам, не сум сигурен, играна во 1965 година, така да правиме еден камбек сега и ја представуваме во едно друго светло, односно во алтернативна средина. Така, во Македонскиот народен театар ми се чини дека е поставена. Доста одамна. Еден куриозитет, извини што ќе те прекинам, дел од поставата што е во денешната постановка на трамвајот наречен Копнеш е Кирил Андоновски, кој што бил всушност во првата постановка на трамвајот наречен Копнеш. Одлично, баш ми е мило за тоа. Ме интересира еден дел кој што не знам, можеби ве прашале досега, без оглед на тоа дека популарноста на текстот кај нас е трамвајот наречен Желба. Така. Зошто е Копнеш? Бидејќи има разлика искрено помеѓу Копнеш и Желба, дали сметате дека грешно може би било преведено своевремено или има друга приказна позади се до тоа? Па јас сметам дека Желба е многу слаб збор од американското, од англиското desire, дека Желба не видите, ние воопшто ни немаме прецизен збор таков да го преведеме зборот desire, така да имаше проблеми со целокупниот наслов, меѓутоа мене Копнеш ми е многу појак збор, затоа што од тука се гледа и преку пораката представата Копнеш за една љубов, така да Желба би било, мислам, дека малку и несоодветно и ми звучи некако многу по несериозно. Да, па затоа и ве прашав, Желба е нешто општо, нешто што сакате да ви се исполни, а Копнеш е нешто што има длабока јачина, сила во себе која што ја носи однос на остварување на одредена работа. Ние ги имаме и фотографиите доколку се стигнати кои што можат да си одат додека ние разговараме, тоа се дел од фотографии кои што се дел од представата самата. Кажете ми кои се учествува во екипата, Марија? Имаме 11 актери и бенд од четворица. Асистент на Филип е Драгана Стојчевска, асистентка режисерка. Од глумачката екипа ги имаме Васко Костовски, Ирена Илиевска, Ивана Атанасова, Јеткин Сезаир, Виктор Арсов, Сема Муртеза, Талија Настова, Марко Богдановски, Владанка Димковска и Чичко Кири Андоновски. Бендот го предводат Билјана Стојковска како пејачка, Блажен Настевски на пијано, на сакс го имаме Филип Петревски и на тапани го имаме Драган Теодосиев. Спомнавте бенд, инкорпориран вие во целата представа, значи ќе одите паралелно музика и театар. Кабаре. Кабаре. Така. Може би затоа и просторот ви е токму и одбран станица 26. Да, апсолутно. Така. Кажете ми, кажи ми, Филип, што е она што би било, јас извинам на ти што ви се обраќам веќе. Што е она што го чувствуваш дека го правиш поразлично во трамвајот наречен Копнеш, за разлика од останатите постановки? Многу работи. Јас прв пат во животот режирам представа во алтернативна средина и за мене ова е едно многу позитивно искуство. Вистина е да не идовме на многу проблеми. Прво како да се постави една ваква реалистична представа која што апсолутно бара театар и апсолутно бара сценографија и слично, да ја поставиме во еден ваков алтернативен простор и тоа во рок од 26 дена. Во вкупно 28 дена, од кои 2 дена правевме пауза, така да во мал временски интервал и во помал простор со сцена која не ни пружа премногу можности, како еден професионален театар, тешко ни беше, да, меѓутоа финалниот продукт е сепак многу интересен. Јас сум изненадена, мислам дека актерите, бидејќи имавме некој судир на мислење, судир на неколку школи, односно како сум јас научен и навикнат да работам и како се тие, така да дојдовме до една спогодба за да
трамвајот наречен купнеше тоа што е и што ќе го види публиката утре. Што е она што би ти представувало, односно ви представуваше проблем, да речеме, во начинот на како си ти научен да работиш, и како се овдешните луѓе научени да работат? Видите, сите, мислам, Бидејќи ние сме во суштина тоа сите добро го знаат, ние сме многу поопуштени, многу по-лабави сме по однос на... Јас не согласувам. Мислам дека во театарот со глумците со кои што работам и со екипата се апсолутно сериозни и професионални, така да секоја критика, секоја дирекција е, мислам, апсолутно потребна. Така додека сум работел во Америка, тоа било по, да не речеме, лабаво. Меѓутоа, глумата, актерската игра во овој проект е апсолутно на прво место. Тоа е, како што ти кажав, спој на две школи и секој држи до своето различно мислење. Меѓутоа, јас не сум работел тука и прв пат работам, така да затоа и учам. И мислам и асистентката и јас и глумците сите мислиме дека знаеме како треба, меѓутоа фактот е дека ние мораме да најдеме спогодба за да излезе финалниот продукт и за да биде успешна представа, што и се случува. Би работел повторно? Апсолутно. Марија, многу краток период за реализирање на проектот. 26, односно за тебе 28 дена, 24/7. Да, буквално. Па за сите, не само за мене. Бидејќи сите зборуваат за актерите, за режисерите, за асистентите, за бендот, ама никој не зборува за продуцентите кои што вака бескоса остануваат на крајот од проектот. 4 наутро можат да добијат повик дека нешто итно треба за се бајле во 8 и тука нема. Види, не можам да лажам дека не е тешко. Тешко е стварно и одржувањето на самиот театар, а уште повеќе па кога доаѓа ваква продукција во прашање, каде што треба да завршиш, тоест да имаш финален производ за непол месец. А особено па кога се 16 луѓе и сите имаат нешто што да кажат. Да, троица, па човек да се 16, не помоцно, 16 луѓе и Филип. Така да, јас само ќе оставам публиката од утре па натака со ден премиера да каже дали ние сме сработиле добра работа. А тој труд, енергија и волја кој што бил вложен во изминатиот период, добро, јас додуше малку подолго се спремавме, пробите траат 1 месец, меѓутоа предпродукцијата траеше добри 2 месеци. Така да, ајде да дадеме она што сме го спремале овие 3 месеци уназад, да посочите вие дали добро сме сработале. Така, ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме после рекламите. Граѓаните на Балтазар град имаа проблеми со содржините, дивергенцијата, дигитализацијата, медиатизацијата, оптимизацијата и со GRP-то. И конечно се сетија дека може да побараат помош од професор Балтазар. Професорот размислуваше и размислуваше и на крај најде решение. Викенд Медија Фестивал. И од тој момент сите граѓани на Балтазар град со радост одат во Ровин од 18 до 21 септември и добиваат решенија за сите проблеми што ги мачат. Само еднаш годишно се паѓа Викенд. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. На овој итрец мора да му се одаде признание. Каде? Па во Прилеп се разбира. Три пати мери, еднаш сечи. За Прилеп секој ќе ви каже дека има најубав леп и најубава скара. Прсти да излижеш. Но не си бил во Прилеп ако не пробаш ширден. Три пати сечи, еднаш мери. Не беше така? Важно ширденот е убав.
Во Прилеп ме упатија на манастирот Свето Преображение кај Зрзе, кој се наоѓа на 34 километри северозападно во подножјето на планината Даутица. Во 9 век за прв пат Карпата ја населуваат монаси. Монашкото братство грижливо ја браздело, вдахнувувајќи духовен карактер. Во неа се моли, се самува, се тихува, се солзи. Над древната монашка населба, на хоризонтално плато во 14 век, монахот Герман подигнал обштежитие со црква, која ја посветил на празникот на исихастите, Свето Преображение Христово. Митрополитот Пелагонески Јован и неговиот брат Зрзејскиот еромонах Макари ги творат најзначајните делови на Зрзеската иконописна школа. Иконата на Христос, Спасител и Жизнодавец и Богородица Пелагонитиса најавтентични икони на нашето поднебје. На почетокот на 21 век, по трет пат во својата историја Зрзе станува епископско седиште. Овој пат на епископот Климент Хераклиски. Зрзеската природа инсистира на взаемност и проникнување. Манастирскиот извор Бојаник ја расцепува буката на ветрот, а столетните ореви ве тераа да ја чувствувате божествената закрила. Ете зошто мојата чудесна земја Македонија ја нарекува библиска земја, Божја творба. ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തിന്? ചുമ്മാ. പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? La puerta del baño no puedo entrar, estoy buscando mantenimiento. Да, на улица Владимир Комаров. Телекабел. За семејното спокојство секогаш има решение. 2 белки, 2 жолчки. Телевизија, интернет и телефонија. Телекабел. Ваше комплетно решение. Назад во студиото во денешното издание разговараме заедно со Марија Зафирова, продуцентка, и Филип Петковски, режисер на најновата премиера на групата театра, наречена Трамвајот наречен Копнеш. Разговаравме во првиот дел зошто е трамвајот наречен Копнеш, а не е желба, и ако нешто сте пропуштиле, ќе имате можност во интернет изданието на оваа емисија да си ги погледнете работите што ги пропуштивте. Значи веќе за час и половина по завршувањето на емисијата на www.24vesti.mk во категоријата емисии ќе имате можност целата емисија да ја проследите, впрочем и како сите емисии кои што ги продуцираме на оваа телевизија. Марија, ме интересира во овој контекст веќе на вториот дел на емисијата, што значи продуцирањето на независна театарска сцена во Република Македонија. Со оглед на тоа дека ние, уметноста кај нас и уметниците, имам чувство, значи не мора да сум во право, бидејќи новинарите најчесто и кај нас изгледа не се во право, имам чувство дека научене уметноста и културата кај нас да зависи институционално од некого. И имам чувство дека немаме знаење и начини како да не зависиме и како да се снајдиме да функционираме сами од себе. Или само уметноста сама да живее од себе. Дека изумреа мецените или нешто слично и така. Мецени нема воопшто. Тоа морам да ти Токму и тоа ми беше посочам, да. Целото прашање. Малку се извртев, но добро, разговаравме за извртени прашања. Во оваа држава повеќе мецени не постојат. Искрено јас не паметам време кога постоеле, можеби сум била премногу млада. Да, или не сме биле родени, Или не сме век биле нешто така. родени, точно. За сега начинот на кој што функционира театра е со досегашни грантови од странски фондации. Значи, до сега не сме биле поддржани од државата, или пак и кога немало странски фондации, воопшто не сме биле поддржани, па работевме на zero budget принцип театар. Меѓутоа, мислам дека парите не се мотив во ова што го твориме ние. Можам да бидам многу искрена дека театарот не е медиумот кој што се живее, барем сигурно не е независната сцена.
Така да не очекувам да продуцирањето на оваа представа мене ми ги плати сметките или телефонот, телефонската сметка, слично. Так. Да не должам многу. Што би рекле повозрастните инкасатори да ти плати театар. Не, ме интересираше во поглед на тоа колку впрочем бидејќи гледам дека екипата ви е млада. Да. Целосно со исклучок на Чичко Кирија кој што мислам дека е во пензија. Во пензија веќе да, подолго време. Веќе е во пензија. Значи колку младите актери кај нас сакаат да се зафатат за нешто кое што знаат дека нема да им ги плати сметките? Дали од љубов тргнуваат кон целата приказна? Јас мислам дека секој актер во оваа држава е гладен да, колку што и публиката гладна да види нешто ново, исто така и секој актер е гладен да работи во независна сцена. Заради тоа што сепак, колку и да доаѓаме од слични или многу различни академии, начинот на кој што се работи независно е сосема поинаков од оној во кој што се работи во институција. И од оној на кој што ги учеле. Да, значи ти можеш да имаш читачки проби буквално во стан нечев. Да. Не си веќе немаш гримиорни во кој што можеш да се пресоблачеш, знаеш, тоа не велам дека е тоа единствениот мотив да луѓето се нафатат да работат, меѓутоа пред се кога ќе се представи барем ние како театар, гледаме да работиме со еден посвеж пристап кон идеите и кон текстовите. Значи, откако ќе се представи тој концепт на идниот актер, до сега не се случило да актер биде незаинтересиран да работи со режисерот конкретно или со нас како продукција. Затоа сметам дека исто колку што е и кај нас како работници во оваа фела, исто толку постои и жет кај публиката. Бидејќи приметив за овие... Да, тоа ми беше следното прашање, добро е што се надобра за повели. 3-4 години колку работиме, константно тлее едно известно ниво што гледаме дека сме го постигнале, каде што публиката е желна да види што следно ќе работиме. И не само што мене што ми е особено драго е што се враќаат неколку пати да гледаат наша представа. Например, минатата Привид, што се играше во клуб кој што е балет и кој што збира преку сила 100 луѓе. Тоа е веќе Ептен ако се начешкаат. Ептен, ние имавме преку 130 луѓе по изведби. Истите тие 130 луѓе се враќаа неколку пати да ја гледаат истата представа. Да. Што за мене барем е доволен показател дека нешто од таа представа допрело до нечив стомак и го натерало да размислува многу и да се врати да ја прегледа повторно. Дали тоа ви дава впечаток дека, впрочем, македонската публика и има истенчен вкус? Апсолутно, не постои живо битие на оваа планета која што не знае да препознае добра уметност. Так. Или што и да е слично. Во тој контекст, Филип, ме интересира како да речеме, искуството твое што го имаш надвор од Балканот, ќе речам, бидејќи ние тука некаде исто функционираме. Не сме многу различни едни од други. Што е со продуцирањето независна сцена, да речеме, надвор? Немам работено во независни сцени. сцени. Да, ти спомна дека немаш работено со алтернативен театар, но општо со продукциите, со создавањето. Бидејќи се тоа театрин или апсолутно во театрот има секој еден човек што е задолжен, дали тоа е костимографија, сценографија, шминка, фризура и слично, така да мојата работа секогаш била пробите со глумците и било мојата порака за представата и мојата идеја да ја пренесам на сцена. Така да прв пат во овој проект се јавувам, тоа си играм и повеќе улоги како режисер на представата, меѓутоа не само јас, туку точно и актерите, и асистентката, и продуцентката, сите работиме заедно за да произведеме еден проект, бидејќи сепак е, како што кажа Марија, ова алтернативна сцена не постојат вработени во нивниот театар, така да се трудиме колку што можеме повеќе, сите заедно придонесуваме кон поубава представа. Музиката споменавме чија е, костимографијата? Костимографијата е на Антонија Гогинска Јордановска, која направи прекрасни костими од да, може фотографиите уште еднаш да ги пуштиме. 50-тите години на Њу Орлеанс. Додека бендот бендот е формиран специјално за представата. Премногу сме задоволни од нив, премногу звучат, го носат во главно репертоарот на Били Холидеј и пробуваме да го представиме Њу Орлеанс, каде што се случува представата, духот на Њу Орлеанс во тие години и, како што каже Марија, во еден кабаре стил или во еден водвил стил, да се адаптира во просторот во кој работиме.
Ме интересира за оние кои што можеби нема да имаат можност, ќе зборуваме за термините точно на крајот од емисијата, но за оние кои што нема да имаат можност или кои што не ја имаат прочитано трамвајот наречен Копнеш или Желба или како сакаат, Тенеси Вилијамс, така. Што е приказната? Приказната се работи за како преку начинот на кој што ти ја прикажуваш, еве да можеби некој ќе се заинтригира токму од Постојат две главни теми во представата, тоа е љубовта и општеството, како таа љубов е прикажана во тоа општество. Тоа општество што јас го представам на сцена, да се изразам народно една малограѓанщина, каде што живеат Стенли и Стела Ковалски, главните ликови во представата, и сестри на Стела Бела доаѓа на посета и тука настануваат проблемите во представата, односно таа согледува како функционира ова општество, како тие ја прифаќаат како жена, додека љубовта и копнежот кон таа љубов ве искажен преку многу моменти, дали е тоа сестринска љубов, дали е искажана, дали е неискажана љубов. Меѓутоа, влечеме една паралела со денешното случување во Македонија, односно ако влечеме една феминистичка порака од како се третираат жените во Македонија и колку тоа е го гледаат луѓето на сцена додека ја гледаат представата, од друга страна и како мислам дека многу добро може да се поврзи со случувањата во исто во општеството во Македонија, односно како функционира, како прифаќаме се што е различно, се што е Марија, термините и начинот на кој што луѓето би можеле да стигнат до билет. Да, премиерата е утре, ќе има повторна реприза на 4 септември, потоа утре 3, на 4 реприза прва. Тие се распродадени изведби. Така. Меѓутоа има слободни места за третата изведба која што ќе биде на 17 септември. Начинот на кој што може да се резервираат билетите е преку мејл исклучиво на контакт@театра со х, teatra.mk, на кој што ние враќаме повратен мејл дека резервацијата е потврдена. Така, значи, контакт, или мајмунче, како сакате, teatra.mk, впрочем, тоа вие и интернет страницата на театра, каде што може да посетите и да прочитате за нив и да видите што се претходно работеле. Локација станица 26, час? 9. 21 часот. Премиера утре, на 4 прва реприза, но оние кои што сакаат да дојдат да посетат и да видат, може тоа да го направат, бидејќи се уште има билети за втората реприза на 17 септември. Така, понатаму, имате ли, знам дека е многу рано, сакате прво да напипате пулс веројатно, но имате ли идеја да се оди надвор од Скопје? Апсолутно. Многу се појави, да речеме, заинтересираност на некој кој што ќе ви помогне во градот каде што би оделе да се организира се до тоа. Да, па и гледаме во принцип представите кои што ги работиме да ги однесеме надвор од Скопје, ако не и надвор од државата. До сега сме гостувале во Приштина, чинам, со звукот на коските што се кршат. Дефинитивно ќе пробаме да ја однесеме и надвор од Скопје за да се погледне по другите градови. Така. Толку на крајот на емисијата сме. Јас ви благодарам за гостувањето. Доколку имате нешто за крај, слободно може да споделите. Немате, добро. Не, тоа е прашање што мора човек да го постави, бидејќи едноставно можеби нешто сум заборавил да прашам. Ви благодарам многу. Ви посакувам многу успех. Филип, тебе особено, бидејќи знам дека веќе се враќаш назад за кратко. Марија, на театра и тебе ви посакувам уште многу проекти. Ти благодарам од срце. За кои што секако ќе мора да седнеш во столчињава повторно да известуваш. Очигледно. Тоа не можеш, мене не можеш да ми избегаш, не можеш да ми речеш не и се гледаме. Се гледаме, здраво. Почитувани гледачи, тоа беа Марија Зафирова и Филип Петковски, кои што се дел од тимот кој што работи на новата премиера на групата Театра, на продукцијата Театра. Тоа е представата наречена Трамвајот наречен Копнеш. Драма која што се работи според текстот на Тенеси Вилијамс и која што дефинитивно, доколку ако сакате да ја проследите, сте ја пропуштиле во задолжителна литература во образовниот процес и не сте ја прочитале, или пак сте ја пропуштиле како представа некаде низ Македонија, можете тоа да го направите. Не утре, не други ден, на 3 и на 4, бидејќи веќе билетите се распродадени, но за на 17 септември тоа можете да го направите во станица 26, час 21 часот, а може да резервирате билети на contact@teatra.mk или, доколку веќе не ја запамтувате имејл адресата, пронајдете ги на Facebook Театра и ќе може оттаму да се искомуницирате па да ви информираат. Ви благодарам за вниманието и пријатно.